ова издание. Истрагата за импичмент американскиот претседател Доналд Трамп ја оцени како пуч. Македонско-грчката комисија за трговски марки ќе ја решава судбината на ознаките и брендовите кои го содржат терминот Македонија или македонски. Нов концепт на продажба на земјоделски производи. Купувачот сам ја одредува цената. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Председателот на САД Доналд Трамп ја оцени истрагата за импичмент против него како пуч. Истовремено шефовите на неколку комисии на представничкиот дом го обвинуваат државниот секретар Мајк Помпео дека ги блокирал напорите за собирање документи и интервјуирање сведоци. Помпео испрати писмо до председателот на Комитетот за надворешни работи на представничкиот дом, во кое се вели дека барањата за документи од Стейт Департментот за сегашни и поранешни функционери може да се сватат само како обид за заплашување и неправилно третирање на персоналот во одделот. Генералниот инспектор на Стейт Департментот денеска треба да оствари средба со комисиите за надзор, надворешни работи и разузнување, при што ќе се разговара за документите што законодавците ги побараа, како дел од истрагата во врска со телефонскиот разговор во јули помеѓу Трамп и украинскиот претседател Зеленски. Мнозинството демократи во представничкиот дом водат истрага за импичмент за да проценат дали официјално да покренат обвинение против Трамп со цел отстранување на службени лица поради предавство, мито или други криминални дела и прекршоци. Со казна затвор меѓу 5 и 99 години се соочува поранешна полицајка во југозападниот град во САД Далас во Тексас. Таа е обвинета дека фатално застрелила невооружен сосед минатата година. Судијката Тами Кемп изјави дека Ембер Гајгер е виновна за убиството. Поранешната полицајка тврдеше дека влегла во погрешен стан кога го убила 26 годишниот Ботам Джин минатиот септември, верувајќи дека тој влегол во нејзиниот стан. Гајгер живеела еден кат под Джин, кој потекнувал од карипскиот остров Сент Луша и работел во сметководствена фирма. Демократите во представничкиот дом на САД ветија брза акција во врска со импичментот, но републиканците тврдат дека соопштението на Белата куќа за телефонскиот разговор на Трамп и Зеленски открива политички мотиви на истрагата. Кетрин Гибсон има повеќе. Мнозинството од представничкиот дом сега ја поддржува постапката за импичмент против председателот Доналд Трамп. Американците можат да видат точно што се случува, вели таа. Не се работи само за Украина. Мислам дека луѓето треба да разберат дека се работи за целокупното прашање на национална безбедност со сите земји со кои имаме односи. 6 комисии на представничкиот дом работат на истрагата. Тие можат да ги испратат своите насилни случаи до председателот на судството Джери Надлер, кој потоа може да препорача гласање за импичмент. Секако до крајот на годината, како што рече спикерката, мора да биде експедитивно. Соопштението на Пелоси беше поттик Трамп да оцени дека таа го загубила правецот. Ненси Пелоси, што се однесува до мене, за жал таа повеќе не е спикерка на представничкиот дом. Соопштението на Белата куќа за телефонскиот разговор меѓу Трамп и Зеленски го подели Капитол Хил по партиска линија. Ако баравте околности под кои председателот на САД се заканува на Украина со прекинување на помошта, освен ако не спроводи истрага за неговиот политички противник, ќе бидете многу разочарани. Тоа не постои. Затоа од моја гледна точка да се отповика кој било председател поради телефонски повик би било лудост. Но првиот човек на една од истражните комисии на представничкиот дом рече дека намерата на повикот била јасна. Забелешките одразуваат класично мафијашко растресување на странски лидер. Украински председател кој беше очаен за американска поддршка, воена поддршка за која на земјата би се помогнало во жешката војна со Путиновата Русија. Шиф председаваше со сослушувањето на ВД директорот на Националното разузнавање Џозеф Макваер со цел да се истражи зошто администрацијата го одложила доставувањето на наводите на свиркачот до Конгресот. Почна со работа Македонско-грчката комисија за трговски марки, формирана согласно Преспанскиот договор. Комисијата има рок од 3 години да постигне договор за трговските марки кои го вклучуваат терминот Македонија и македонски. Известува Мики Трајковски. За 3 години Северна Македонија и Грција треба да дојдат до договор за употребата на трговските марки, географските ознаки
брендовите и комерцијалните имиња, кои во себе го содржат и терминот Македонија или предавката македонски. Ѓорги Филипов, копредседавач на Македонско-грчката експертска комисија, формирана согласно Преспанскиот договор, вели дека нивна задача меѓу другото е да ги охрабрат, но и да им помогнат на деловните заедници од двете земји да дојдат до меѓусебна согласност кои имиња би биле прифатливи за двете страни. Нормално дека тука Хеленската република има многу повеќе, поголемо е стопанството, интегрирано е веќе во Европската унија, а ние од политички причини голем дел од марките не можеле да бидат заштитени. Сега за тоа се треба да се разговара. Што пречи, кому пречи, дали воопшто пречи, така да што можеби некои марки ќе останат, ако не пречат никому од едната и од другата страна, можеби некои ќе се согласат да бидат укинати. Според Државниот завод за индустријска сопственост, македонските компании имаат 344 меѓународно регистрирани трговски марки, само 5 од нив го содржат името Македонија. 5 меѓународно регистрирани производи има и со македонски географски ознаки, помеѓу нив е и Охридскиот бисер. Михајло Филев, кој производител на овој бренд, вели дека е многу важно да се знае од каде потекнува нивниот производ. Тука во Охрид исто така е бисерот многу битен елемент и сегмент кој нормално го посакуваат туристите да го видат и начинот на изработка. И потоа сме препознатливи. Затоа многу значи да биде заштитен. За територијата на Република Северна Македонија, од вкупно 14.556 трговски марки на македонски субјекти, 79 го содржат зборот Македонија, 77 англиската верзија на името Македонија, а придавката македонски 12 регистрирани трговски марки. А Филипов пак вели дека од целиот процес можат само да добијат и двете страни. Ако никому не му пречи ни да речеме македонска алва, зашто да не постои? Или ако не му пречи, не знам, нешто што е со македонска придавка или нешто што е од Македонија. Ние досега не сме имале ни една марка во Европска унија заштитена со терминот Македонија, така што ние тргнуваме од една точка во која што нашите компании можат само да добијат. Инаку новиот грчки премиер Мицотакис надомна кажа дека нивни приоритет е заштита на брендот Македонија, тој ќе се бори за зајакнување и промоција на сите на Америка. Мики Трајковски. А на зелен пазар во Вирџинија, жителите плаќаат онолку колку што мислат дека треба. Се почнало од мала теска минатата година. Сега ова е бизнис кој покажува колку довербата е важна. Јаја Бразничи беше таму. Бизнисот е добар. Овде, на зеленото пазарче во градчето Ворентон, Вирџинија. Луѓето земаат што им треба, оставаат пари во кутија. Тоа е она што го прави овој бизнис посебен. Самиот муштерија ја одредува цената. Мислев дека сонувам. Никогаш не сум живеела на место со ваков систем на чест. И затоа сакам да дадам не само колку што должам, туку и повеќе, бидејќи овие луѓе ви веруваат. А Овин Хенри со неговиот син го отвориле пазарот минатата година со околу 50 садници на дома тип Ченка. Годинава има двојно повеќе. Почнав со мала тезга, околу метар на метар. Не можев да бидам тука цело време, па почнав да им кажувам на муштериите да остават пари за доматите пред влезната врата. Земјоделството се уште е главен извор на опстанок во овој дел на Северна Вирџинија, зелените пазари се многу популарни во летниот период и на есен. Хери само сакал да се ослободи од вишокот на произведено без да мора да вработува луѓе да ги продаваат производите, или пак тој да биде присутен на пазарот цело време. Не можам да кажам доволно убави зборови за ова. Ќе земам јајца и ќе оставам пари во кутијата. Ако немам доволно овој пат, следниот пат ќе оставам повеќе. Хери вели дека довербата е важна, независно дали некогаш заработува помалку. Неговата секојдневна работа е продажба на недвижнини, а ова му представува радост и гордост. Ова е карактеристично за нас овде, но мислам дека е добра работа довербата да се прошири на повисоко ниво. Хенри вели дека кражби од луѓе практично нема и дека локалните мечки се тие што всушност крадат од нивното производство. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Гледајте не утре во истото време.